Работилница на тема запознавање со Scientix се одржа во Основното училиште Свети Кирил и Методи, на која учествуваа наставниците по природни науки и математика од основните кочански училишта. Предавач беше професорката по биологија и природни науки Нада Дзамбова Дунева, која што стана амбасадор на Scientix со седиште во Брисел и е една од 7 амбасадори од Македонија на оваа престижна организација во светот. Scientix промовира и поддржува соработка помеѓу STEM, наука, технологија, инженерство и математика, наставниците, истражувачите и креаторите на политиките во STEM образованието во Европа. Scientix се концентрира на обука на наставниците, ки имаат голема корист и бенефит. Зошто? Први, значи, на порталот на Scientix има многу проекти кои што може тие да ги искористат за својата пракса во училницата. Понатаму Scientix организира вебинари, значи обуки онлайн, организира работилници, курсеви бесплатни на една нивна платформа што се вика Moodle, каде што еве и курсот за Scientix амбасадори се одвиваше. Понатаму најинтересно организира значи настани каде што наставниците може да се сретнат нели во живот, да не биде се онлайн. До сега 2 големи конференции има организирано Scientix, каде што имат присуствувано и до 400 учесници и многу работилници. На курсот за обука на Scientix амбасадори што се одржал од 1 септември до 8 ноември 2016 година, вкупно учествувале 308 наставници. По двомесечна обука онлайн курсот успешно го завршиле само 175 професори, кои станале Scientix амбасадори. Од Македонија се избрани 7 амбасадори, меѓу кои Нада Дзамбова Дунева. Новите Scientix амбасадори се со седиште во 36 земји во целиот свет. И покрај тоа што некои наставници се оддалечени илјадници километри, сите тие ја споделуваат визијата и вербата за посилна соработка меѓу научните работници и наставници, како што тоа го нуди Scientix заедницата. Целта на проектот е воведување на нови ниво наставата по природните науки, како и професионална надоградба и развој на наставниците, размена на идеи и искуства со колегите од 42 земји од Европа. Сето ова понатаму го применуваат на часовите по биологија и природни науки, со цел учениците да се обезбедат со вештини кои ќе им помогнат да се изградат во зрели возрастни личности.